Измените во Законот за увоз на лекови треба да обезбедат и поголема контрола на квалитетот на инсулин што се увезува во земјата. Диабетичарите велат дека досега со паралелниот увоз на лекови се внесуваше и голем сомнеш кај пациентите за потеклото на лековите што ги примаат. Стравот го темелат на големиот број поплаки на диабетичарите кои реагирале не само на квалитетот на инсулин, туку и на глукомерите кои не давале точни вредности на гликоза во крвта. Конечно да го редефинираме тој закон за увоз на лекови и се надеваме дека со следниот тендер кој што треба да се затвори при крајот на годинава, дека веќе конечно ќе се стави стоп на тие сомнежи во квалитетот на терапиите, односно дека ќе почнеме и ние да внесуваме во нашава држава се она што влегува по пат на увоз, вклучувајќи ги инсулините, да бидат проверени и сигурни. Во Македонија расте бројот на диабетичари. Над 500 се деца регистрирани со диабет тип 2, а секој 10 македонец има диабетес. Ако добро го регулираме диабетесот, со диабетес може сосема нормално да се живее, односно да не донесе до доцни компликации и со тоа да не стане болест. Инаку во Република Македонија има над 100.000 лица со диабетес, од нив 40.000 се на инсулинска терапија и сите деца што се тип 1 диабетес е на инсулинска терапија. Сдруженијата на пациенти бараат итни мерки, но и долгорочни стратегии за превенција и справување со диабетесот, како и нови инсулински и таблетарни терапии. Според нив, од голема важност е да има и детален регистер на болни од диабетес.